3 потешко и 2 полесно повредени малолетни момчиња е билансот од тешката сообраќајна несреќа што околу 5 часот и 30 минути се случи на патот Пониква-Кочани над градската депонија. Патничкото возило Volkswagen Golf што се движело кон градот излетело од коловозот и завршило во удолнината покрај патот. При ударот дошло до поголемо оштетување на задниот десен дел, каде седело едно од потешко повредените момчиња. Исто така, како последица од силниот удар, еден од сопатниците излетел од автомобилот и се здобил со повреди. На местото на несреќата видливи беа траги од кочење, но поради сувата трева возилото не успеало навреме да запре. Повредените момчиња итно се пренесени во Кочанската болница, каде им била укажана прва помош и санирање на повредите. Сите се на возраст 97 годиште, од кои 2 со полесни повреди со иницијали КТ и ПК се пратени дома на домашно лекување. Едно е задржано во интензивниот оддел на хирушкото одделение, тоа е детето со иницијали АМ, додека едното од нив што е со потешки повреди ДА е пратено веднаш во травматологија Скопје и едно од нив се уште се наоѓа тука, му се прават се уште испитувања, анализи, рентген снимки со иницијали ФЦ, со него се уште не знаеме како понатаму ќе биде, ќе си кажат докторите. Местото каде што се случи сообраќајката овозможува возење со поголема брзина, што најверојатно е причина за излетување на возилото. Увидот што го направи полициска екипа и истражен судија треба да го дадат вистинскиот одговор како дошло до несреќата. Инаку, ова е втора сообраќајна несреќа што за една недела се случува на патниот правец кон Пониква. Минатиот викенд кај местноста Лешка Кривина по излетување на автомобил загина бремена жена, а возачот беше повреден.